Македонските превозници одлучуваат дали да продолжат со блокадите на границите. После најавата од Европската комисија со новата стратегија за визи да се разгледа поголема флексибилност за престој на возачите на камиони од Западен Балкан во Унијата, Асоциацијата Макам Транс одлучува за идните чекори на превозниците од државата, кои со колегите од Западен Балкан четврти ден го блокираат товарниот сообраќај кон Шенген зоната. Предходно, министерот за транспорт Александар Николовски објави дека Брисел ќе донесе нова стратегија за визи, која ќе значи решавање на проблемите на превозниците. Возачите се прифатени како професионалци. Тоа е оно што го баравме. По протестите и силната офанзива изминатиот период, Брисел ќе донесе нова стратегија за визи, која ќе значи решавање на проблемот со кој се соочија професионалните возачи. Од Европската комисија пак велат дека со новата стратегија се предлага поголема флексибилност за превозниците, но и дека кај новиот систем за влез и излез од Унијата и понатаму останува на сила можноста за престој до најмногу 90 дена во период од 180 денови. Европската комисија ќе соработува тесно со земјите членки за да идентификува прагматични решенија за да се овозможи продолжен краткорочен престој и за одредени категории државјани на трети земји, а воедно да се обезбедат безбедносни и економски придобивки за Унијата, како и правни јасности за патниците. Овие размислувања ќе вклучат можноста за воведување ново законодавство на ниво на Европската унија со посебен сет правила за продолжување краткорочен престој. Транспортерите од Македонија, Србија, Црна Гора и од Босна и Херцеговина на почетокот на неделава почнаа со блокада на граничните премини и побараа да бидат изземени од новиот систем за контрола на влез и излез од Европската унија, поради кој велат дека се соочуваат со економски штети и депортации. Првичните проценки на коморите се дека дневните загуби за регионот само кај извозот изнесуваат 100 милиони евра, а веќе се алармира и за последиците со недостиг на одредени увозни производи.